Мојата емисија Мој збор ја посветуваме на промовирање на млади уметнички таленти кои својот креативен потенцијал и својот креативен импулс одлучиле да го посветат на една специфична, односно не толку типична уметност, а тоа е промоција на народните песни и народните ора. Моите денешни гости во емисијата Мој збор, концепт Двоглед, се Денис Синадиновски и Тијана Јаневска. И двајцата се занимаваат со етнокореологија и секако со сценски настапи на кои ги промовираат традиционалните песни и традиционалните ора. Од денешните разговори со моите двајца соговорници ќе дознаеме малку повеќе за значењето на традиционалната култура и нејзино очувување за општеството и воопшто во градење на колективниот и личниот идентитет и како традицијата, односно народната уметност, воопшто ни помага да ја спознаеме генезата на потеклото на символите кои што се користат и во современиот свет. Ке разговараме денеска и секако од одговорите на моите соговорници ќе дознаеме повеќе за овие прашања. Денис Синадиновски е мој прв денешен гостин во емисијата Мој збор. Ти благодарам многу што ја прифати еве поканата да бидеш дел од нашата емисија. Во оваа емисија на моје големо задоволство ќе се позанимаваме со промоција на млади и талентирани уметници, меѓутоа од една многу специфична и не толку типична уметност како што се традиционалните, односно народните ора и песни. Сега, малце несвојствено млад човек, обично, барем во моето обкружување, можеби е тоа субјективен мој впечаток некој, обично младите луѓе се занимаваат со спорт или со некоја уметност која што е, не знам, врзана со сликање, ликовна уметност, архитектура, но еве ти како млад човек си се одлучил токму за овој тип на уметност, па сакам да те прашам кога во твојот живот, со однос на тоа, нели, дека си релативно млад, ја донесе таа одлука дека своето творештво и талент ќе ги посветиш на народните песни и промовирање на народните ора и кој беше, можеби, пресудната иницијална каписла да донесеш токму таква одлука? Пред се ти благодарам на поканата што ме покани да бидам дел од вашата емисија, особено како млад уметник, млад научник да кажеме. Ова за мене е од вистинска огромна важност. Моите почетоци започнуваат во далечната, да кажеме, 1999 година, кога моите пријатели, моите другари ги видов дека членуваат во некој си културно-уметничко друштво. По некоја си, да кажеме, случајност, мојот татко е поранешен играорец, па можеби да кажам дека некако као крвта не е вода, па се надоврзувам и јас на таа насока. Започнав во културно-уметничкото друштво Скопје, кој што членувам и ден денес, меѓутоа веќе сум во ветеранската група. Подоцна, кога дојде веќе за да се одлучам за моето средно образование, многу нормално како млад човек, секогаш сме ние збунети каде треба да отидеме, дали да го продолжиме уметнички некако да го насочиме нашето творење, дали некако гимназија или на било која страна. Сосема случајно разбрав дека моја блиска другарка е запишана во тоа средно училиште. Исто, пак е нагласам, млад човек, не знам што ќе се случува, како ќе се случува, но битно ми беше дека знам да играм, знам да пеам, знам и да свирам. Може да кажам дека моите очекувања беа дека ќе биде многу лесно школото, бидејќи нели секогаш кога ќе слушнеме ние дека се игра, се пее, вас е премногу лесно. Меѓутоа, како поминуваа годините, сватив дека оваа сериозна оваа струка и оваа насока како што одлучив јас да се занимавам е премногу тешка. Зошто е тешка? Затоа што треба премногу залагање. Кога се работи за традицијата, за културното наследство, за обичаите, за песните, за ората, треба многу длабоко да се истражува во етногенезата на нашиот народ и за да сватиме ние што имаме, како имаме и со што целата наша држава, целата наша Македонија нели располага во тој тип, да кажеме, во традиционалниот аспект. Тијана Јаневска е моја втора гостинка во емисијата Мој збор. Ти благодарам многу што ја прифати поканата да разговараме на ова недоволно експлоатирана тема во јавност, мислам дека и целта на мојата емисија е да ги покажам младите и талентирани луѓе кои што навистина имаат што да ни кажат и се многу стручни и професионални во својата област што е работа, да ни објаснат малку повеќе за дејноста на еве во конкретниот случај на народните песни, на народните ора. Многу често ги среќаваме
по свадби или на некои наставни на културно-уметничките друштва, меѓутоа многу малце се знае за нив, особено преку призмата на личното искуство и на личната работа што имате вие што сте непосредно вклучени во таа дејност. Па сакам да те прашам ти како млад човек, кога и како и зошто се одлучи токму да се занимаваш со промоција на народните песни и народните ора? Најпрво ви благодарам многу на поканата. Што се однесува до моите почетоци за занимавање со традиционалната култура воопшто, јас уште од мала почнав да членувам во културно-уметничко друштво Орце Николов, културно-уметничкото друштво, и потоа се запишав во Средното музичко училиште, насоката за традиционална музика и игра, каде што тоа и ми беше клучниот момент дека јас од тука па натаму веќе се занимавам со оваа професија, затоа што сепак тоа е стручно училиште, уметничко училиште, каде што ги нема сите општо образовни предмети. И тоа беше мојата одлука кога одлучив да се запишам во Средното музичко, одлучив и да се занимавам професионално со оваа работа. Потоа и завршив до дипломски студии на катедрата за етнокореологија на Музичката академија во Штип при Универзитетот Гоце Делчев, и сега сум и на магистарски студии, односно веќе ги завршувам моите магистарски студии исто на истата катедра, така да тоа беше еден период подолг период на образување, каде што можеше да се дознае многу за традиционалната култура, да се научи многу на едно професионално ниво, што всушност традиционалната култура значи за еден народ и што таа може да ни донесе на нас како млади уметници на сцената. Колку е важно уметничко-сценскиот перформанс да кореспондира со истражувањата на терен кои што се направени со соодветен научен метод и колку луѓето кои што се занимаваат со пренесување на народните песни, народните ора, треба да имаат формално образование и научен пристап кон својата работа, е прашање на кое што денеска ќе ни одговораат Дениси Надиновски и Тијана Јаневска. Сега, веќе кога го спомнавме, нели, тој традиционален аспект од културата со чие што проучување, нели, од научнички аспект пристапуваш во твојата работа и исто така имаш потполна реализација во уметничкиот домен на сцена со песна и со оро. Сакам да те прашам, сите некако имаме потреба да ги оправдуваме значењата на нашите професии. Па не знам, лекарот ќе каже важна ми е мојата професија, моето хоби заради конкретната исполнување на конкретна цел и функција во општеството, или спортистот или новинарот. Различни професии имаат различна смисла и значење на тоа како придонесуваат и зошто се важни во општеството, во уметноста. Сакам да те прашам твое разбирање како некој што е дел со својата лична приказна и со своето лично постоење од промоција на народните песни и на народните ора, да кажам како ти ја гледаш традицијата премостена во она што го живееме денеска. Можеш ли да фатиш моменти од тоа што го има во народниот корпус од творештва на песни и на ора, да го фатиш денеска како некоја поука или мудрост што ти останала, па ја аплицираш можеби и во согледување и разбирање на современиот свет? Така, ќе се надоврзам на твоето прво прашање, значи по завршувањето на моето средно образование веќе бев решен дека ќе продолжам со истата насока, со истата наука да се занимавам. Со моето запишување во Музичката академија во Штип на смерот етнокореологија, веќе многу подетално се вложувавме ние самите студенти и самите асистенти и професори за наше надоградување. Сега етнокореологијата секако се смета како наука, меѓутоа таа е таква наука каде што ние преку истражувањата мораме некако традицијата, традиционалните ора, традиционалните песни да ги донесеме на сцена и затоа ја делиме, ја разграничуваме како наука и како уметност. Ние пред се сме научници, зошто сме научници? Затоа што во текот на средното образование и во текот на факултетските денови вршиме теренски истражувања. Тие теренски истражувања нас ни се од голема важност, бидејќи и понатака кога би говореле ние за нашиот идентитет, за нашата традиција, токму од истражувањата може да согледаме ние со што располагаме. Сега, традицијските форми најмногу може да ги согледаме преку обичаите. Ја тука би ги споменал оние сега свадбите што ги прават. Значи на свадбите, денешните свадби се зачувани некои си традиционални обичаи, не знам, пример, кршење на погачата, носење на невестинската рува. Во минатото нели невестинската рува била кај
кај невестата. Меѓутоа имаме некоја измена сега во денешните свадби каде што ја носат невестинската руба. Бричењето на зетот е се уште застапено не само на манифестацијата галичка свадба, туку и во некои други свадби можеме да ги забележиме тие обичаи. Така да во поглед на обичаите се задржани тие од минатото и се задржани во современието да кажеме, додека пак кај традиционалните песни, кај традиционалните ора тоа веќе е избледено. Дури традиционалните ора не можеме да ги забележиме што некогаш се играле на соборите. Во денешните свадби тие можеме да ги видиме општи познатите Пајдушко, Елено Моме, Чачак и тие другите да не ги набројувам, додека пак традиционалните форми, традиционалните ора не можеме веќе да ги согледаме, исто така и како и за песните. Што се однесува до музичките инструменти, во последно време приметувам дека на денешните свадби се вратени оние стари инструменти, како што се тапаните и зурлите. До пред некое време ги имавме оние плех оркестри кои што нели правеа некаква си забава на свадбите, и сега во последно време се приметува, дури вие може да приметите дека тапаните и зурлите се враќаат како нова мода од минатото за денешните забави, да ги кажеме свадби. Оно што мене ми е импресивно и кај тебе и кај мојот прв гостин е тоа не само што вие сте изведувачи и многу често имаме прилика да ве видиме и на сцена, туку вие и имате научно-истражувачка работа што стои зад вас. Вие секогаш користејќи ги ја науката и научниот метод стигнувате до прекутеренски истражувања, до она што треба да го прикажете на сцена, и навистина тоа е фасцинантно. Она што сакам да те прашам е каде се може да се види таа традиционална уметност и традиционална култура во современиот контекст. Ги спомнавме културно-уметничките друштва, одредени обичаи. Во кои се домени ние можеме да ги видиме традиционалните уметности, ама не можеме можеби да ги препознаеме пошто недостасува тоа знаење што вие го имате. Така, кога станува збор за традицијата и активната традиционална култура денеска, како што кажавте, како што напоменавте, ансамблите и културно-уметничките друштва се главните носители на традиционалната култура, традиционалната уметност, да кажеме, денеска во денешното време, но обичаите и обредите се еден главен сегмент кој што денеска ни укажуваат на традиционалната култура. Таков еден пример е и мојот магистарски труд, каде што јас работам на лазарските обредни поворки. Тоа се женски обредни поворки кои што се изведуваат една недела пред Великден на Лазарева сабота, и нивната мисија и функција е да донесат здравје, благосостојба во селото, во семејствата, на членовите на фамилиите, со тоа што овие обреди се и до ден денеска активни на одредени предели и одредени места во Македонија. Таков пример ни се лазарките од селото Луке во пределот Славиште, близу градот Крива Паланка, каде што и до ден денеска тие лазарки се изведуваат на теренот и девојчиња се собираат, се облекуваат во традиционални носи и ги пеат лазарските песни исто така како што ги изведувале и порано. Задржани со ние автентични сегменти од традицијата, како што е синкретизмот на орото и на песната, каде што е еден од најстарите форми на обредно пеачката и играчката структура на традицијата, каде што играат и пеат истовремено. Таков пример имаме и со лазарките во Струшки Дримкол, етничкиот предел, Струшко поле, каде што тие ни се уште живи и можеме да ги видиме и ден денеска да отидеме на Лазарева сабота една недела пред Великден, во селата ќе ги најдеме онакви какви што се. И покрај тоа што станува збор за традиционална култура и народна уметност, усното творештво, односно усното пренесување не е доволно за да се зачува интегритетот и автентичноста на традицијските ора и на традицијските песни. Апелот на моите денешни двајца соговорници е научниот пристап и научниот метод секогаш да бидат релевантни, носители на научно-истражувачка
истражувачката работа и секако уметничко-сценскиот перформанс кој што го имаат истите луѓе кои што се занимаваат со ова област, односно ова дејност, и се млади уметници кои што се занимаваат со промоција на народни песни и народни ора, секогаш да внимаваат во доследно спроведување на научниот метод и теренско-истражувачка работа и своето етно-кореолошко знаење да го применат соодветно во правилен пристап кон очувување на традицијските вредности низ песна и игра. Ке се согласиш можеби или не со мојата констатација и моето видување дека понекогаш толку многу се повторуваме во современиот свет, па ги вадиме тие архаични моменти, музички инструменти и се навраќаме некако кон традицијата за да можеме да си го направиме по диверзитетен свет од денеска и да едноставно проникнеме во таа разноликост културна меѓу другото и да откриеме практично од каде потекнуваме, од каде сме настанали и што се од символи денеска има рефлексија. Исто така сакам да те прашам, кога сме веќе кај културното наследство, ти го спомна дека и денеска на различни обреди може, например, свадбениот и така натаму и обичаи може да се почувствува тој културен контакт и културно наследство. Дали сметаш дека уметноста, токму преку она што вие го работите како млади уметници, е најдобар чувар и најдобар агент за традиционалното наследство? Некако го спречува тоа и политичкото влијание и културното надворешно влијание останува некако конзервирана во рамките на уметноста и народната мудрост и традицијата. Така, тука би се надоврзал јас зошто се губи цело сето тоа. Точно ќе се согласам со вас, општествените нели општеството наше така ни наложува. Политиката би ја тргнала на страна, меѓутоа јас тука би се надоврзал дека недоволно стручност имаме кај младата популација. Сите сакаме да се занимаваме со нешто. Јас сметам дека да, сите треба да се занимаваме со нешто, меѓутоа јас како етнокорелог, како сум ја одбрал таа насока, јас сум уметник, јас сум и научник, јас имам право да мојата наука или мојата уметност ја ширам и тоа е дозволено бидејќи уметноста нели не познава граници и треба да се твори широко. Меѓутоа јас како етнокорелог останувам на мојата насока и се задржувам на таа истражувачка дејност и на таа да кажеме сите работи јас што ќе ги најдам или ние што ќе ги најдеме на теренот работите, ората, песните, традицијата или обичаите или било што ние ги презентираме на сцена. Веродостојни сме затоа што тоа ни е заштитен знак на нашиот народ, традицијата. Сега, кога збориме за нестручноста, делумно културно-уметничките друштва ги избегнуваат тие традиционални форми, прават сосема некои си други кореографи, кои што јас лично ги почитувам, меѓутоа не треба да се надоврзуваат на традиционалното. Они можеби на традиционалното да се поврзат со некој си парче облека, парче носија, односно извинете, или пак со некој си извадок од песна. Меѓутоа тоа не преоѓа веќе во традиционални, не смее да се повикува на традиционална форма. Доколку се повикуваме ние на традиционална форма, јас морам да отидам на терен, да истражам премногу за било кој предел, да најдам многу повозрасна публика која што мене ќе ми даде соодветни информации за да јас точно го прикажам традиционалниот, да кажеме, карактер на еден предел. Дали со однос на тоа дека се занимавате и со уметноста на пренесување на народните песни и народните ора, дали сметаш дека уметноста е најдобриот конзерватор на тие традиционални вредности и некако најубаво ги штити културните вредности и самите традиционални уметности од надвршни влијанија и политички и културни контакти, па еве имаме многу често се зборува и за глобализација сега каде што тој културен релативизам некако исчезнува, да кажам, малите култури се осудени на некој тип на пропаѓање, имаме една генерална унифицирана култура која што на сите ни се наметнува. Дали сметаш дека токму уметноста и она што вие го работите во културно-уметничките друштва е, да кажам, еден примерок автентичен и многу добро зачуван за да можеме да сватиме што значи традицијата и што значи народната песна и народната ора? Така, значи во денешно време да, уметноста е таа која што треба да биде на главниот момент за зачувување на традиционалната култура, бидејќи ние како истражувачи
ги истражуваме и ја истражуваме традиционалната култура, собираме еден голем архивски материјал на традиционални ора, традиционални песни, обичаи и секакви нели информации поврзани со традиционалната култура, но доколку тие материјали, архивирани материјали останат само архивирани, тие не се пренасочат кон уметност и прикажување на тие материјали на сцена, тогаш тие би дошле до некое изумирање на традиционалната култура, затоа што како поминува времето, со модернизација на денешницата, се помалку традиционалната култура се применува во денешното време. Примери за таква традиционална култура, прикажување преку уметноста, се сценските адаптации кои што се изработуваат во ансамблите и во културно-уметничките друштва, кои што се базираат токму само на традиционалната, автентичната традиционалната култура, а немаат никаква кореографска или стилизацијска обработка на нив. Тоа е едниот пример, а другиот пример ни се и можеме да кажеме, како што кажа и колегата Дени, а тоа ни се свадбените обичаи, каде што гледаме дека во денешно време се повеќе од младите, кога се венчаваат во црква, имаат желба да облечат традиционална носија, па може да кажеме дека и тука тоа е нашето влијание, каде што веќе кај младите се враќа тој жаргон за да бидат повеќе имплементирани во традиционалната култура. Што се однесува до малите деца и помладите генерации кои што имаат желба или можеме да препознаеме дека имаат желба да изучуваат и да се занимаваат со традиционалната култура, тие најпрво би требало да се зачленат во културно-уметничките друштва или во ансамбли, затоа што таму не само што се изучуваат традиционалните ора, културно-уметничките друштва и ансамблите имаат една голема мисија каде што работат со децата на нивниот став, правилно одење, правилно држење на телото, вежби за развивање на моториката, каде што децата не само што ги изучуваат традиционалните ора, туку и физички правилно се градат во еден човек. А од тука, како што кажавме, веќе ако професионално сакаат да се занимаваат, ние како етнокореолози имаме веќе отворени врати на повеќе места, започнување со катедрата за етнокореологија до дипломски и постдипломски студии, а сега ќе се отворат и докторските студии за прв пат на катедрата за етнокореологија и исто така работните места каде што веќе се отвараат многу работни места за етнокореолозите со својата диплома да може да се вработат, тоа се домовите и центрите за култура, тука ни е националниот ансамбл Танец, каде што треба да се вработат со диплома за етнокореологија, може да се вработат во основните училишта како професори или наставници по предметот народни ора и танци, кои што се отвори исто во основните училишта, во средното музичко училиште како професори, така да имаме веќе доста отворени врати за вработување и можност да ја прикажеме традиционалната култура онака како што треба. Дали е доволен само талентот или сепак потребни се уште неколку фактори, како што се, например, љубовта кон народното творештво и традицијата, или можеби потребата да ја имате општата слика во спознавање на генезата на културната символика која што владе и денеска, е клучно прашање да разбереме како младите луѓе ја носат одлуката да се занимаваат со етнокореологија и секако со традицијските песни и традицијските ора. Апсолутно се согласам со твојот одговор. Уште многу кратко би сакала да ми одговориш дали само талентот е доволен да се занимаваш со тоа што се занимаваш, со однос на тоа дека ти имаш талент за играње и за песна, и тоа нели го нагласивме и во самиот почеток зошто си одлучил да се занимаваш токму со традиционалните, односно народните песни и народните ора. Меѓутоа, дали е само тоа единствен и доволен фактор да го работиш тоа што го работиш денеска, или едноставно има тука некоја поширока перспектива, имаш љубов кон својата култура, љубов кон својот народ, сакаш да ги откриеш својата потекла, својата генеза културна и така натаму. Што се крие во позадина? Не сакам да бидам контрадикторен, меѓутоа сметам дека талентот се создава. Јас мислам дека ние како уметници или како етнокореолози имаме некој си дар даден, дали од Бога, дали од универзумот, небитно и неважно. Меѓутоа, талентот како талентот, јас кога почнав да функционирам во културно-уметничко друштво, јас не знаев ни да играм, јас не знаев ни да пеам, јас не знаев ни да свирам.
Меѓутоа, јас како индивидуа имав голема љубов кон тоа. Јас работев, со мене работеа кореографи, работеа професори, работеа асистенти, работеа колеги со мене и така талентот јас го создав како дека постои, дека еве веќе станав и како млад уметник и млад научник. Дали само талентот е доволен за се она што го работиш и дали тој ти беше пресуден да се одлучиш да се занимаваш само со промоција на народните песни, народните ора, или едноставно гледаш по големо значење и поширока смисла во тоа нели да се зачувува традицијата, да се спознае културното потекло, да се видат рефлексиите од минатото во современието, што тебе те инспирираше и што преку твоето искуство и преку твојот случај можеш да порачаш? Дали е за младите идни генерации доволно само талентот за да се занимаваат со истата дејност како тебе или можеби дополнителни некои други фактори? Така, како што кажавте, талентот игра улога, нели, во сета оваа професија. Музикалноста најпрво, слухот, ритмиката, препознавање на ритмика, но талентот не е доволен само за да може да се занимаваме со оваа професија или да бидеме просто кажано уметници на сцена. Ние мораме да имаме долг период на образување и на надградување и на работа самите на себе како уметници, за да можеме да се издигнеме до оној степен да оставиме некаков белег на сцената кој што ќе биде забележан од публиката. Значи ти беше важна твојата да кажем работа со повозрастните колеги за да можеш нели да го откриеш талентот и да продолжиш да се занимаваш понатаму со твојата дејност. Дени, ти благодарам многу за овој прекрасен разговор и се надевам дека ќе имаш многу успеси понатаму. Јас навистина сум нестрплива да те угостам пак и да ни најавиш некои убави нови проекти што ги работиш. Благодарам и на вас и се гледаме со следни проекти, следна соработка. Ви посакувам многу среќа со вашите идни планови. Се надевам дека ќе добиете уште поголема рефлексија и имплементација на вашата дејност и на се оно што го работите во општеството и дека едноставно општеството и културните институции уште повеќе ќе ве препознаваат и поддржуваат, затоа што навистина сметам дека го заслужувате тоа. Тебе ти благодарам за денешното гостување и се надевам дека ќе соработуваме повторно. Ви благодарам и на вас. Од разговорот со моите двајца денешни соговорници дознавме многу за тоа колку традицијата и историјата имаат манифестација и рефлексија во современиот свет. И покрај тоа што не можеме да ги препознаеме символите, тие се многу често присутни и затоа апелот на моите соговорници е повеќе да истражуваме во однос на нашата традиција и на нашата култура и да можеме подобро да го разбереме светот и времето во кое што живееме. Исто така, тие кажаа дека уметноста е клучна сфера која што се занимава со конзервирање на вистинските вредности, на традицијата и на културата и нивниот апел секако е идните генерации, односно младите и децата, да се насочуваат кон културата, а исто така и во очувување на традицијските вредности и на народната култура, затоа што младите играат клучна улога во очувување на традицијата. Почитувани, јас следевте емисијата Мој збор, концепт Двоглед, а јас со нетрпение очекувам нашата следна средба, која што ќе се случи веќе наредната сабота.